мораш да го спомнеш, вика во емисија додека трае ми пише на Facebook, вели огромна заинтересираност за прилепчени да заминат од Македонија и да се вработат во Словенија. Значи што прави Словенија? Словенија има реклами, мислам дека видов една во Eastgate. Готови продукти зима. Да, и прави Човек као готов продукт. Да, прави саеми за вработување и за иселување на Така е, бе, македонците во Словенија. Абе ти човек да се Доктори, машински инженери, најквалитетни. Па знаеш ли колку кошта еден доктор да го родиш и да го школуваш до 25 години? Најмалку милион евра. Словенија го зима као готов продукт. Еве и во Прилеп И си вика, не сум требало да го едуцирам, не ми стварал ѓубре, тука учел во друга држава, сега го зимам готов продукт. Абе, не ми стварал трошоци, И си сега го зимам, ќе ми прави и си додадена вредност. и си го користам. Ќе ми прави профит Го на државата. користам, да. Па да. А кај да остане? Па еве, гледаш чистачки Еве бара. следачот. Супер елитата бара чистачки. Следачото. Чистачки ми нема. е редовен гледач, преска вика, нема спас овде, ја мислев ќе има спас, пролетоска ќе барам чаре да бегам од држава. Абе, ви кажав ли за... Која иднина ја гледаат, која иднина ја нуди, ја нудат политичките елити држава? Каква иднина нудат? Освен за себе, ни една. Ти си видел некој да понуди некаква иднина? Да рече, види, гласете не, утре, за 4 години, ние ќе направиме ова и ќе биде подобро. Нема да биде кој знае колку подобро, ама ќе биде подобро. Ако ни дадете посушеден мандат, ќе истераме и други проекти. Сега ще ти прочитам што проекти нуди опозицијата. Така наречената опозиција. Сега ще ти прочитам. Ама следам и јас. 500 најдобри студенти ќе биде вработени во администрација. Во администрација? Што е тоа? Корумпирање. Тоа е корумпирање. Не само што не. корумпирање, тоа е уништување на капацитет, најважното нещо. Не, чекај. Место да 500 најдобри студенти од држава, знаеш кои се? Да ги умртвиш. 500 најдобри Од студенти од Тетовски држава, универзитет со купени дипломи. Од Тетовски Па тие има универзитет десетки? сите десетки. Да, Од приватни факултети сите десетки со купени дипломи. така Не е. зборам ја за етаблираните. Веројатно ќе има квоти, најголемиот Чекај, Балце идиотизам Милош, е што најдобрите студенти... Дај да се докажам. Ајде, докажи се. Најдобри студентите се прво тие. У јавна администрација ќе работиш. Што не најде, што не каже, ќе отвориме работни по 500 работни места секоја година за најдобрите студенти. Ќе донесеме фирми инвеститори. Која е другата реформа? А ти што ќе направиш? Ќе го расчлениме Министерство за економија Во енергетика. во 3 нови министерства. Да, и тоа сакал да го... Мала администрацијата Знаеш сака да ја зголемува. Знаеш што значи тоа? Тоа значи дека у 3 министерства ќе има уште најмалку 1000 други вработувања. Да. Партиски. Тоа ли е реформа? Ги пишував негде. Да ги отварам да ги прочитам. Ти дори ги читаш, ќе ти кажам уште една фалинка на тоа со вработување на 500 луѓе у јавна администрација. Ти, најдобрите студенти на генерација, оние кои што се иновативни, Ама кај... тие луѓе не треба да ги затвориш извини, у јавна администрација. извини, Тие треба да им дадеш шанса Не. да креираат додадена вредност во општеството. Ама голем знак со прашалник отварање е. на приватни компании. Голем знак прашалник е дали се тоа најдобрите луѓе во општеството. Тоа е си управо. Значи, Следна работа. фалс дипломи Реформа, има. слушај реформата. Ајде. Мицкоски планира да биде прв што ќе го промени рамниот данок во прогресивен. Прво, СДСМ проба се откаже и го вратија рамниот данок. Бидејќи прогресивниот данок е многу инвазивен за економија што е кревка како македонската. Значи, и тој мал капацитет што го имаме како компании кои што произведуваат додадена вредност, кои што извезуваат или кои што вработуваат многу луѓе, ќе бидат приморани да намалуваат работна сила за да може да или да намалуваат трошоци што предизвикува намалување на работна сила за да може да ги платат тие даноци. Знаеш што направија само прво нешто Рамен данок, извини, рамен данок инаку е десничарска идеја. Прогресивен данок Левичарска. е левичарска идеја. Тоа од секојаш демократите го прават во Америка. Само да ти кажам што направија со... Не вика дека ќе намали даноци. Со СДСМ која воведе прогресивен данок. Барем знам у IT индустрија имам пријатели кои што работат,
им ги намалија на хартија платите, не знам, ако земале 3000 евра, за да не ги фати прогресивен данок, им ги намалија на 110.000, да речеме бруто плата, за да не го плаќаат тој данок, останатите пари им ги дава у кеш. Значи, прво нешто, кога ги зголемуваш даноците, тоа е лекција, една од првите лекции по економија, ти расте неплаќањето, односно даночната евазија. Прво нешто што го правиш кога ги зголемуваш даноците. Фикс, сегде свет продолжи Со да прогресивен прекине. данок, не само што има даночна евазија, него големите компании кои што прават милионски профити ќе бидат помотивирани да пријавуваат помали профити, помали обрти, за да плаќаат помал данок, а парите кои што не се пријавени, не се одданочени, ќе бидат дел од сива економија. Значи, тоа ќе се постигне со прогресивен данок. Дополнително, 5000 денари зголемување на пензиите линеарно